Добри дојде за Стиво Пендаровски, професор Стиво Пендаровски, политички аналитичар. Владата која ја објави вчера, владата во сенка, всушност, која објави заев вчера, лидерот на СДС, именувани сте во некоја позиција која не е јасна да бидете носител вели на партнерства за демократска Македонија. Повеќе би се очекувало да ве стави во прв човек, министер во сенка за надворешна политика, например, на таа комисија ви бидат председател вид наследник на Илка Митрeva. И јас бев во 3 совета член, во едниот бев председавач за НАТО интеграција, за безбедност и бев и понатаму сум член на советите на дипломатскиот совет и на Советот за Европска унија. После председателските избори беше заеднички договоривме дека не би требало да се врзувам за една област, туку би требало да покривам повеќе или да бидам активен во повеќе области и затоа се решивме за ова. Во превод, ова значи дека секој што има намера да придонесе за каузата пошироко кажано на опозицијата и кој мисли дека оваа власт не ја води добро Македонија, може да се приклучи на начин, во форма во која мисли дека може, а не е член на СДСМ, ниту на другите политички партии. Вие ги рекрутирате тие луѓе кои? Не, тие луѓе, ако некој сака, има се разбира секретаријат кој тоа ќе работи место мене во тој технички оддел, меѓутоа кој сака да понуди идеја, да се види со мене или со другите, може да дојде да ја понуди или заеднички да направиме нешто слично на она што беше, ако паметите, на 3 јули сега оваа година во Александра Палас, кога го нарекува собир на опозицијата, ама таму не беше само опозиција, невладини организации, да, плюс невладини, новинари, интелектуалци, индивидуи, да. Значи еден поширок, бидејќи јас и не сум член на таа политичка структура, и во кампањата март-април одев како надпартиски кандидат, логично е дека можам да комуницирам подобро со оние кои не се членови на политички партии. Тоа е логиката. Добро. Ајде околу надворешната политика, зашто реков, кога некој би ве гледал како министер во сенка за надворешна политика, вас ви е тоа специјалност. Завршија самитот на НАТО, се именуваше сепак и еврокомесар за проширување и заврши Берлинската конференција. Околу НАТО и Европската унија немаме баш перспективи. Ако се има на ум инсистирањето околу решение за името, иако и демократските реформи се акцентирани, но важно е сега околу вклучувањето на Меркел, тоа би сакала вие да го коментирате, незиното амбицирање, најавување дека таа би, како вели, дека би предводела, има некаков план, се предпоставува дека е решена да направи некакви реформи во регионот. Прво се бара ургентно решение за името, додиме едно по едно. Едно по едно, ако се согласувате два збора, само генерално за овие неколку настани што ги споменавте, на кои јас мислам дека поминавме лошо. Да, овие настани што ги споменавте, последниве неколку меѓународни собири на битни држави, поврзани со нашите евроатлантски интеграции и поврзано со новата улога која Германија сега сака да ја земе како мотор на понатамошните реформи на Западниот Балкан. Генерално мислам дека поминавме лошо, бидејќи на сите собири добивме формулации кои претходно не сме ги добивале. Тука би ја ставил и честитката од Американскиот Стейт Департмент за нашата независност, за 8 септември. Значи, претходно, така експлицитно никогаш не кажало каде се дупките во нашата демократија, се тоа беше набележано, а особено самитот на НАТО кој во завршното комунике кажува неколку работи кои се непријатни за слушање, бидејќи никогаш после Букуреш не беа кажани така. Пред Букуреш да, ние се обидувавме после нашиот конфликт да влеземе во таа патека кон НАТО и на првите неколку години по 2001 добивавме такви критики. Ова сега е враќање на таа рана агенда на НАТО која не критикуваше, бидејќи знаете по 2008 ни велеа и се е оред, се исполнувате, уште името решете го и дојдете. Сега најавуваат 3-4 нови области во кои од нас бараат прогрес. Да, околу реформите. Ако говориме за Берлинската конференција, и тоа се барањата за прогрес и околу на НАТО, слободна медиума, независно судство и така. Добро. И сега да бидеме прецизни. Дали се ова празни зборови, празна фраза на Меркел, кога вели дека, или изгледа дека навистина има план некаков Меркел, која говори, например, во едно од барањата, се бара, таа не вели, но се бара ургентно решение во препораките на Берлинската конференција за името. Да бидеме прецизни, во препораките вели инволвираните страни сите, значи се согласија дека е потребно итно решение за името, не само Германија дека би сакала. Не, но дали прашањето дали би имала улога Меркел
во ова барање? Првата моја теза е дека во последниве 3-4 години е видлива смената на лидерството на Западниот Балкан од Америка кон Германија. Тоа што не беше видливо се е експлицитно со оваа конференција која ќе биде традиционална. И до година и за 2 години ги знаеме и домаќините Австрија и Франција следат, меѓутоа се е на германска иницијатива. Но нема дедлајнови, нема рокови. Нема, значи да немаме илузии околу ударната тупаница на германската надворешна политика. Тие ќе го преземат лидерството во Западниот и не само кон нас, значи од Босна до долу и вклучително и Албанија, и Србија. И да не забораваме од каде доаѓа тоа, Косовско-српскиот договор што беше направен пред година дена за северот на Косово и за патот на Косово кон Европската унија, србите и албанците од Приштина го подпиша, беше директно избоксуван од Америка, но и од Германија. Значи Германија и порано се појавуваше, сега експлицитно тоа кажува, вели, ние ова го очекуваме од вас. Освен што очекуваат. Знаете, прво треба да сте присутни таму и да имате контакти со германската дипломатија, кој јас ги немам, како припадник на опозицијата, за да знам подетално, но ако одиме кон најголемиот проблем и кон другиве реформи кои се нужни во Македонија, но кон најголемиот името. Јас мислам дека тука има две димензии. Едната димензија е реториката дипломатска, која вели, ајде, ова е преостанато прашање, битно е за безбедноста во регионот, сите се согласуваме и треба да биде поитно решено. Дали ќе биде само празни зборови, како велите, дали ќе има акција зад кулисите потоа, тоа е едната димензија, видливата. Невидливата е што реално е зборувано, не само на конференцијата, туку и пред и потоа, меѓу германските високи представници и нашите, тука пред се, сакам да го потенцирам, присуството на политичкиот директор од германската МНР, кој беше неодамна во Скопје. По некои мои информации, тој меѓу другото се интересирал и за шансите да се оживее тој процес за кој знаеме, дека е практично замрзнат неколку години. Преговорите со кај Нимиц се практично во ќорсокак. И не би дошол во овој временски период толку висок представник на германската МНР, доколку се нема никаков план. Ако нема баш ништо, во торбата да донесе и да рече ова е нашиот план. Значи јас мислам дека на нивото кое не е познато за генералната јавност, веројатно или скоро сигурно познавајќи ја динамиката и логиката на германската дипломатија, дека тие имаат нешто во главите, дали тоа ќе се имплементира на крајот зависи од Атина и од Скопје, но не се со празни раце во моментов. Добро, но зошто тогаш нема никакви рокови? И зошто нема и агенда на тие рокови? И рок токму за ургентноста на решение на името. Рокот е фактички испоставен без временски рок. Што значи ургентност? Значи дека сите се согласивме дека е итно. Знаете, нема заклучоци на ниту еден меѓународен форум кој вели до 1.1 да ја завршите таа работа или до мај и да завршиме. Ургентно е највисокото ниво во дипломатското забрзување. Моето читање на тој збор, ургентно, е дека станува збор за период 3 до 4 месеци максимум во кој ќе се обидат да го одблокираат процесот. Дали ќе го завршат, не знам, прерано и премалку информации имам, меѓутоа да го одблокираат, ќе се обидат сигурно не подалеку од Нова година. Добро, ајде одиме следниот услов кој го поставува не Меркел, но е поставен на Берлинската конференција, како вели, обврска на власта со однесува на сите земји од регионот да создаде услови за вклучување на опозицијата во парламентот, каде треба да одигра својата улога, додека опозицијата покаже подготвеност да го стори тоа. Тоа е познатата формулација на тие заклучоци во кои опозицијата ја читаше втората половина, власта првата половина. Во Македонија особено. Да, тоа е по мене погрешно, еднонасочно е. И се обвинуваат едни со други, да, и меѓу другото, тој заклучок се однесува и на Албанија, каде што сегашната опозиција го бојкотира работењето на парламентот, има неколку сетна многу битни закони кои се врзани со нивните европски интеграции, кај што се практично навлезени и во формална смисла и понапред се од нас, и ќе одат понапред од нас. Но прашањето е прецизно да говориме, значи, дали Меркел планира да се вклучи, односно незините луѓе, да се вклучат во сериозен притисок да се оствари овој политички диалог, односно преговори и да се одблокира процесот? Нема друга логика да ставате таква фраза во тие заклучоци ако немате намера да се инволвирате. Прашањето се инволвира во името, се инволвира во политичкиот диалог. Тоа сака да кажете. Да, значи Македонија има, да се вратиме се на почетната теза. Едно време беше само името проблем. Се има неколку крупни проблеми. Поголем проблем од тоа да опозицијата не би влегла во парламентот не од кејф, него од тоа што се случуваше пролетоска, здравие. Че вие можете до утре да кажувате дека тоа е проблем само на опозицијата, меѓутоа завршниот, финалниот извештај на ОПСЕ одиха мисијата е објавен пред месец и половина. Ние тоа не го забележавме. Формулациите се останати од првиот, од прелиминарниот извештај. Никаде не се спомнува фери демократски избори. Че тоа го констатира меѓународна куќа, не јас и вие вака во приватно муабетење во кафејана.
Ако е тоа така, ние мораме од тука да почнеме. А ако не ја вратите опозицијата назад во институциите, не може да го решите името. Добре. Треба ли референдум на крајот да имаме? Значи, ако вие немате половина практично од електоратот во Македонија, и тоа со такви избори какви што беа, половина неспорно, кој не ви е внатре, на страна овие две-три креатури кои изиграваат некакви опозициони представници, тоа не се. Ако половина ви недостасува, вие не можете со половина електорат да избуткате и евентуално, ако сакате, таков крупен проблем. Добро. Ајде околу плановите на странците, затоа што постои песимизам и скептицизам дека воопшто може било што да направат. Искуството покажува дека комисијата за 24 декември резултираше со изјава на Димовски или Димовски дека ставна збор за тоалетна хартија. Секолска, постои секој, па се извинам, јас го нагласувам тоа. Постои триаголник на евентуалниот успех. Тоа значи меѓународна заедница, кој да е да зборува во нејзино име, во овој случај ајде да речеме Берлин, бидејќи прилично магливо Америка не е тука секако, Атина и Скопје. Вие не знам какви услуги да направите, ако немате волја овде или немате волја во Атина, а и таму нема доволна политичка волја од различни причини, не може да го решите тоа. Го немате триаголникот. Значи столчето мора да има три нозе за да седнете на него и тоа да држи како решение, да биде стабилно. Во овој момент ние тоа не го констатираме, како што реков. Атина има сега најверојатно локални избори многу брзо, и ќе се концентрира на тоа, зашто тоа ќе биде барометар дали воопшто Самарас после сите економски агонии може да ја задржи власта, наспроти партијата која претендира да го замени, која не само што мисли лошо за пакетот на спасување на грчката економија, него не е многу благонаклона према Европа во целина. Значи таму престојат и други дилеми за ова дали ја надминавме и како ја поминавме економската криза. Таму постојат и други дилеми, значи Сириза во еден значаен дел е во суштина према клучните европски вредности евроскептична партија. Тоа не е мала дилема. Ако се постави, ќе се постави, бидејќи нивните рейтинзи се прилично големи. Тогаш ургентноста за која говори Меркел за решение на името и вашата предпоставка, прогноза дека до декември би се испорачале некакви резултати. Тоа е вакуум временски во кој можете да направите нешто. Грчките избори ќе завршат многу пред Нова година. Овие избори. И ако е тоа така, ние имаме сосема доволно време. Ако е теренот претходно подготвен, не заборавајте, во дипломатијата теренот не се подготвува пред камери во директен пренос. Тоа сега би се правело, овој период би се правело и би чекале евентуално да завршат тие избори, ако станува збор за изборите, или овде би чекале да ја вратиме опозицијата со некаков договор меѓу власта и опозицијата и би оделе тогаш на решавање на Не можете со половична политичка сцена да го решите името, не можете други работи да решите, и поситни работи, камоли името. Да. И со блокирана опозиција, односно блокиран парламент воопшто. Дали тоа би значило дека би заликувал ваквиот притисок на Берлин како седнување на двете страни со рамковниот договор? Вие сте еден од актерите на рамковниот договор и токму заради тоа вас ве прашувам. Дали е можна ваква варијанта, ваква опција? Зашто странците работат на решенија кога станува збор за дестабилизација на една земја, за демократизација многу потешко. Не би се бавил со формата, како тоа ќе го направат. Ако има добра волја, ако сакаат да помогнат, нека дојдат да помогнат. Значи дали ќе биде надвор или внатре, дали ќе биде во Охрид или во Скопје, дали јас и вие ќе донесеме пуше двајца. Не говорам за притисокот. Дали е возможен толкав притисок како за рамковниот? Не, затоа што во тој период државата беше и буквално на работ. Знаете која е структурната разлика меѓу кризата во која Македонија неспорно е последнава година и последниве години би рекол, и кризата која имаше и насилни елементи во 2001-та. Тогаш кризата имаше таква динамика во 2001 што по сите проценки на странски меѓународни експерти од областа на безбедноста, ние немаше да ја дочекаме есента, ќе имавме граница на Групчин, или ќе имавме поделена држава, или ќе имавме во најдобра варијанта една длабока кантонизација. Сега Македонија има неспорна криза, која е структурна, бидејќи е внатре во институциите, ја продуцираат оние кои ја имаат земено власта на таков начин, меѓутоа таа ја тера државата да гние на подолг рок, на 3, на 4, на 5 години. Немате иминентност во кризата. И да дојде некој германец или американец и да рече ќе се распаднете за месец дена, престанете и да ве задржи на работ на провалијата. Ние одиме кон таа провалија, ама подолг период. Но демократските процеси траат долг период. За жал, меѓународната дипломатија покажувала секој пат најдобри ефекти во таков тип на иминентни кризи. Ја не би сакал да имаме таква криза, не дај Боже, подобро да ја немаме. Меѓутоа, во овој момент тврдам, по моја проценка, дека она што може да го направи притисокот на германска, што може германската дипломатија да го направи е во моментов од она што се нуди грубо да кажеме на политичкиот пазар, најдоброто нешто, односно најмоќното
Може би тоа не е доволно, според многумина, не е ни близу на она што беше 2001, меѓутоа тоа е најдоброто што овој момент вие може да го зграпчите и да речете дајте да се обидеме, зашто Германија, не само актуелната администрација, генерално Германија нема намера, кажете ми зошто, да ја понижува Македонија или да ја лишува од некои битни идентификациони обележја. Не говориме само за името, значи говориме и за инволвираност во преговорите заев Груевски, односно опозиција и власт. Во тој дел, колку што јавноста знае, постои еден друг дипломат кој не е германски, кој од време на време доаѓа, помагаше и за 24-ти комисијата декември. Мислам дека и сега има некаква улога, кој не е германски, меѓутоа по моите информации ќе ги слуша германските дипломати. Околу преговорите, има ли изгледи за преговори? Гледате ли изгледи за преговори заев Груевски? Прецизно заев Груевски, ако знаеме дека Груевски кога се најавија преговорите, тој ден беше најавена и тужбата. Тие денови беше во провладините медиуми најавено дека Заев оди пешки во Грција, се мислеше на тоа дека не е само грчки предавник, туку е и платеник. Има голема разлика. Нели, кога се предава земјата дури за пари, а не за идеологија. И тоа е прашањето. Има ли изгледи за преговори Заев и Груевски покрај се што се има случајно? Да бидам искрен, јас немам информација од прва рака во тој дел. Значи што денеска, вчера, завчера би се случувало, го знам тоа од минатиот пат кога беше разговор што беше јавно објавен. Но значи од она што можам искуството е она што можам да го насетам и познавајќи ги лично двајцата се разбира. Како луѓе, се што се правеше околу од страна на власта, поточно од страна на премиерот и неговото опкружување, одеше во спротивна насока. Че обично кога сакате да направите терен во кој јас и вие можеме да се напиеме едно пријателско кафе, не само да пиеме кафе, пријателско да биде, не да ги изгладиме сите проблеми, ама да се сретнеме во една растеретена атмосфера. Се беше обратно, не само тужбата, него внимавајте, првичниот, примарниот факт со кој се конституира новиот парламент, после онакви избори и бојкот на опозицијата истиот ден на вториот круг. Вие го ставате истиот спикер, истиот претседател на парламентот кој ја истера опозицијата. Од тоа нема бегање, тоа има камери за таа работа. Значи, ако сакавте да покажете добра волја, можете кого сакате друг да ставите, немаше да биде греда. И така се толкува во политиката или во дипломатијата што ја зборуваме, се толкува гест на добра волја или некаков политички символизам кој покажува дека вие градите амбиент, а не градите зидови со политичкиот опонент. Значи, се што е направено во изминативе 3-4 месеци една стравична пропаганда која не запира и која секој ден измислува се нови и нови работи, не втемелени во базичната вистина и во фактите, не ми дава за право да заклучам дека се прави атмосфера. За таква работа, јас мислам дека ако нешто се обиде да се одглуми, ќе се одглуми, буквално така. Пред германските представници. Пред извештај, и пред германските, и пред извештајот кој следи наредниот месец, од Европската комисија, која е нова, тој извештај, да не се лажеме, го пишеше претходната комисија, тука многу големи интервенции нема да има, меѓутоа ќе се одглумат, ќе се обидат да одглумат нешто во очи на тој извештај и потоа ќе продолжат постаро. Не можам да видам од досегашниот тек на настаните, а тој долго трае. Тоа не е 5-6 дена, тоа се години прашање. Изгледи, не гледате изгледи за успех. Изгледи не. И она да ви кажам што ме разошара и од овој аспект и од друг аспект, анализирајќи германската конференција, Берлинската конференција, ме разочара тоа што има впечаток дека македонската делегација отиде таму како туристи, отидоа без било каков план. И ова го тврдам не од аспект на тоа што знам што се случувало внатре во Скопје пред да тргнат, туку тоа што знам што се правеше во околните балкански држави. Значи, дали ми се верува дека таму српскиот премиер кој до вчера беше практично на црната листа на Европа, излегол со листа на проекти. Дури според инсайдери таму некои од нив му велеле, од другите учесници велеле, добро, дај да дојдеме и ние на ред сега. Додека ги исчита проектите кои ги предлага пред германската страна за и нивна поддршка да добие. Имаше најави за проекти. Имаше најави во македонските медиуми. Значи на терен коридор, соседски односи, соседска соработка. Дали знаете дека 2 дена пред да се случи Берлинската конференција, се случи квадрилатерала, каде што председаваше иницијатор беше хрватскиот премиер и ги собра сите овие. Значи Хрватска, Босна, Црна Гора, Албанија, во кој заеднички договорија настав. Договорија, внимавајте, заеднички настав на Берлинската конференција. Кај сме ние? У кој регион сме ние? Зашто не учествувавме? Знаете, такви шанси не смеат да се пропуштаат. Ние сме мала држава, ние вниманието на големите играчи го немаме многу често. Мора да користите, јас сеќавам работејќи со покојниот претседател Траковски, тој велеше за ногавици, за ракав ќе го влечеш тој поголемиот од тебе за да те чуе, иначе нема да те чуе. Овие наши се однесуваат како да се лидери на светска суперсила.
арогантни и како да зависи Меркел од нив, а не обратно. И Денко Малески, поредничниот министер за надворешни, во неговите политички есеи во автобиографијата го пишува тоа онака слично како и покојниот председател Трајковски. Ајде околу СДСМ и Заев, го спомена веќе диалогот Груевски-Заев, и се околу Заев и СДС има вашата улога, која беше прилично тешка после председателските избори, кога настана вистински заплет, драма. Беше воопшто чудна таа ваша улога, таа улога која ви ја наметна и поранешниот председател Црвенковски и сегашниот Заев. Веќе не е јасно со кого имал средба, како беше тоа. Пред Конгресот вие се дистанциравте од, како рековте, нивните избори и игри, навистина беа игри помеѓу двајцата екс-председателот и сегашниот. Изјавивте дека сте имале средба со Црвенковски. Црвенковски изјави дека немал средба со вас. Целата јавност се прашуваше кој лаже тука, кој не ја кажува вистината. Целокупната реченица која сум објаснил, ќе објаснам. Чувствувам дека има потреба и после толку време. Не е логично да немам средба со поранешниот председател за кој работев 4 години во кабинет. И не е логично да немам средба со актуелниот председател на СДСМ, со таа разлика што со Заев имав почести средби заради кампањата во која бев формален официјален кандидат на таа целокупна опозициона групација. Но борбата, значи, ќе дојдеме до борбата. Да. Борбата за вас беше всушност, не кажав тоа, она клучна. Не ми ласкање се. Значи не беше ласкање, затоа што се шегувам. Значи, еве да ви кажам што бе. Значи, јас имав средби и со едниот и со другиот. Ни со едниот ни со другиот немав за мојата политичка иднина. Што они мислеле за мене? Тоа ќе ги прашате нив. Дали мислеле дека можеби треба Стево Пендаровски да биде ангажиран ваму или таму, или утре, заутре што би мислеле за мојата идна политичка кариера? Меѓутоа за тоа јас се прашувам. Со нив сум разговарал за сите можни политички анализи врзани со Македонија и со изборите во кои бевме, но не за тоа да дојдам да ги прашам што мислите на место Заев. Да, и еве го клучниот факт во однос на тоа лидерство во СДСМ. Ланската година Црвенковски се повлече по своја одлука од челото на СДСМ и практично позицијата беше оставена за секој кој сака да се пријави. И тогаш имаше размислување, веројатно помалку познати во јавноста, околу некакво мое влегување. Тука иако ја не сум член на таа партија, меѓутоа зошто не би влегол? И зошто не би влегла? Да. Не, јас сум го јасно, ќе го објаснам и тоа. И јас тогаш реков дека не се гледам како лидер на партија, затоа што накусо кажано мислам дека тој треба да се изнедри од партијата, да ја знае организацијата која има 70 не знам колку илјади членови и за да би бил геноин лидер да го прифати и членството, не само да се сликате на телевизија. Ја треба да знаете кои се вашите луѓе и секој град и село во Македонија. Че ако сакате таа организација моќна да ја држите, да врши функција. Тогаш од каде беше идејата на Црвенковски да станете лидер на СДСМ? Јас мислам дека предложи. Да, јас мислам дека стануваше збор од двете страни за обид да се дојде поблиску до 400.000 гласови кои ги освоив на председателство. Борба за тронот. Нормално. Значи имате партиски конгрес на кој се става раководството на доверба. И се едниве велат не треба да добие доверба, другиве велат зошто да не треба да добиеме. И во тој момент сите анализи покажуваа, не мои, нивни веројатно, сите покажуваа дека со оглед на резултатот од председателските избори во таков амбиент во какви што бевме, дека е добро тие што гласале за Стево Пендаровски, кои се неспорно проопозиционални и кои не се малку, кои имаат своја рефлексија во делегатите на конгресот, да ги имате поблиску до себе, а не поблиску да ги има другиот. Че во таа внатрешно партиска битка, која е сосема легитимна во секоја политичка партија која доаѓа такви големи прашања на дневна на партиска агенда, тие се обидоа и едниот и другиот да ме донесат. И јас во тој момент го повторив она што го кажував и 2013, да сакав ќе влезев на партискиот конгрес минатата година во јуни и ќе се такмичев колку гласа ќе добиев, не знам, али ќе влезев. Нити сум влегол во лидерска трка за СДСМ формално или неформално, ниту имам намера да влегувам, затоа што себе си се гледам на овој начин, ме прашувате на почетокот како можам да придонесам на овој начин. Само можеби тоа не е јасно, јас сум човек надвор од партиската структура. Ако можам вака да помогнам, добро, а ако не можам, пак добро. Добро, не го објаснивте ова на Црвенковски. Тоа го знаат сите, значи. И без да му кажете. Значи или јас да го објаснивте. Еве да ви кажам еден детал плюс да ви кажам, значи јас на таа тема со Црвенковски сум имал разговори што од 2009-та кога требаше да го напуштиме кабинетот. Завршуваше мандатот и тој тогаш имаше уште некои размисли, сме позитивни за мене да влезам во партиската структура на СДСМ. И така својата политичка кариера понатаму да ја градам низ партиската структура на СДСМ.
Јас тогаш му го кажав истото што го ви кажувам и денеска, значи за 5-6 години не сум го променил тој став, така што и Црвенковски, и Заев, и Шекеринска, и сите тие таму го знаат мојот став во однос на формално партиско членување. Се однесува на СДСМ или се однесува воопшто на партија? Или пак на партија што функционира во ваква држава со ваква политичка култура? Не, значи мислам дека ја во некоја посовремена, подемократска земја би се гледале. Не знаете што, јас знам какви се партиските организми. Секој треба да се цени себе си. Не можеме се да покриеме. Имаше, да ви кажеме, на лефтарна вака една комбинација пред локалните избори меѓу високи функционери на СДСМ, циркулираше сосема накусо, фала Богу, една идеја да бидам кандидат за градоначалник на главниот град. Што не е лоша идеја. Во истиот момент го одбив од овие причини. Значи, вие не можете да бидете кандидат за се. Мене ми годи тоа што го кажувате, ама не можам за се да бидам кандидат. Има во оваа држава многу паметни луѓе, да има и други кандидати. Сега, од локални избори, од претседателски, од премиерски, имаше 2011-та, бев дел од тимот на Радмила Шекеринска. Ако можел Жак Ширак да биде градоначалник, па биде претседател, не тоа зависи од политичкиот и човечкиот профил на секој од нас. Некој се чувствува подобен да биде добар новинар, не се чувствува добар да биде трговец. Јас, например, никогаш не би можел да бидам во трговијата се снајдам. Тоа не станува збор за IQ. Не се чувствувам компатибилен со таа област, просто кажам. Не значи дека сум па многу добар во другото што го работам, ама во тоа не сум добар секако. Да. Добро. И околу како ја гледате тогаш иднината на СДСМ во вакви услови, во ваква тешка позиција со блокиран парламент, значи на страна партиските битки? Јас го кажував тоа на 3 јули на тој собир на опозицијата што беше во Палас и неколку тези околу оваа точка. Прво, влегуваме во период кој до сега не е забележан во македонската плурална историја. Никогаш не сме имале вака. Значи, имавме бојкот 94-та, ама тоа беше помеѓу двата круга и беше сосема поинаков. Ваков бојкот не сме имале до сега и еден волку голем дел од политичкиот сегмент да не биде внатре застапен во институциите. И што е покарактеристично, ваква власт не сме имале до сега во Македонија. Ние ги знаеме, да бидеме реални, одредени забегувања при практикување на власта на СДСМ во 90-тите. Тоа го знаеме сите кои живееме во оваа земја. И тоа надминува на енти степен тоа што беше правено. Че вие имате такво непочитување базично према политичкиот опонент, до сега не сме виделе. Македонија е влезена школски, ова што го нарекуваат политичари или Freedom House хибриден режим. Ние сме школски во една друга категорија која се вика изборна автократија. Избор има, ама власта ни случајно не може да ги избори. Или Арифи како вели демократура. Да. Се додека е во... Да, такви има. Такви има и во нашиот регион, такви има и во Европа. Ние се приближуваме према тие неколку 3-4 изборни автократии по сите нишани што се вели. Значи во еден таков контекст ќе биде многу тешко за опозицијата. Вие знаете која е идејата да барате 500.000 евра за клевета. Значи не барате 100 евра и да ви дадат наслов во новини дека вие сте во право, дека другиот клеветал, нели доволно е. Но потоа се смилува Груевски. Да. Дали е тогаш добар планот на Заев, ако планот на Заев веројатно дека... за тоа стратегијата. Не, дали е добар планот на Заев како вели дека најавува отворање на некои документи кои се однесуваат на Груевски, дека тоа не би го направил во име на државните интереси, но ако мора и тоа ќе го направи доколку Груевски не се согласи на преговори. Тоа може да биде само еден сегмент од целокупното политичко делување. Вие не можете само, треба да се отвараат такви работи, ако се еклатантно побивање на демократските принципи, зашто да не? И тоа не може само тоа да биде. Стратегијата ќе има многу размисли поинаку дали е подобро, ќе видиме како ќе функционира конечно и сега, туку што е стартувана. Меѓутоа, прва работа која кажувам е дека нема да има друга опозиција во Македонија, може да има формално некоја друга, со оваа моќ која може да и парира на власта и во ваков и регуларен амбиент, нема да има. И нема да успеат обидите, по моја политичка проценка, да се инсталира вештачка опозиција која ќе рече неките вие имаме друга опозиција, може да имате, но тоа ќе биде фарса, бидејќи тие луѓе на терен неки имаат поддршка од повеќе од 10 на 20-30 луѓе. Јас го собрав нивниот резултат, но овие сите други кои се представуваат за опозиција, а не се, нивниот резултат е 10 пати помал од резултатот на опозицијата собрана околу СДСМ. Значи таа е опозицијата. Морам да ви кажам, знам дека има тој камен на сопнување меѓу самите опозиционери или оние кои сака да им помогнат на опозицијата. Дали вака, дали кога си веќе надворна институција, не треба да одиш повеќе на улица. Да немате илузии. Компаративната политичка пракса го покажува и во регионот и пошироко. Не е возможно, не е добро конечно, да дојдете вие на власт без избори. Може да има демонстрации во врска со одржани избори, Милошевиќ, Украина 2004-та, меѓутоа не можете да речете ние ќе се собереме пред собрание, само ќе штрajкуваме, ќе чекаме овие да се заминат и на нивно место ќе дојдеме без избори.
не може да ја заобиколите есенцијалната институција од демократијата, наречена избори. Значи, врзано со изборите, мора да врзете некако со изборите. И да кажете, може да кажете, не излегувам на избори под овакви нерегуларни услови. Но има многу политички линчери во Македонија кои сметаат дека без влез во парламент, без палење на парламент, е невозможни било какви промени, тоа го покажува политичката историја. Не, на Француската револуција, веројатно не. Во модерно доба, палење на парламент мене ми е туѓо како на човек. Ја не би сакал да учам. Значи, знаете што? Може да биде Груевски уште 1000 години на власт. Ја не би го палел. Вие не би влегли во парламент. Не, ја би влегол во парламент, не би го палел. Не би го палел. Не можам. Добро, не мора да задачата да го заборавите палењето, да одиме со влегување. Рушење, влегување. Не, знаете што? Да рушите на тој начин власта. Ние мора да направиме една реченица. Не зидовите се радиле, не зградата. Не сакам да рушам власт на насилен начин. Но би влегле, рековте, во парламент. Значи, јас би влегол да дебатирам. Ние мора да покажеме дека постои простор за поинаква Македонија. Да се направи терен за игра, амбиент за игра, во кој ќе покажете дека оваа власт води катастрофални политики, дека ние сме на дното на Европа по сите битни индикатори. И кога тоа ќе го покажете, ако ви дадат шанса да го покажете, во тој случај ја знам волјата на народот. Волјата на народот не е таква како што ја видовме во март и во април. Поинаква е, ама не ви е дозволено. Невозможно е после избори да земате половина милиарда евра, да ги затворите дупките кои сте ги отвориле. А зашто не е возможно? Кога е возможно? Практиката покажува. Покажува, меѓутоа реалноста го покажува тоа. Вие можете да видите дека еве Грција, што има крај. Тоа што власта го прави е пирамидална штедилница. Вие црпите повеќе од колку што внесувате во заедничкото чекмедже. Нема пример во светот кога тоа нема пролупано на крајот. Колку ќе трае не знам, тоа не може да биде. Во фамилијата вие трошите повеќе од колку што вие платата. И фамилијата ќе рикне, не само државата. Тоа сигурно оди кон амбис. Прашање колку ќе трае. Добро. Благодарам што бевте гост. Благодарам.